Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Со засилени контроли, полицијата се обидува да ја подигне безбедноста во сообраќајот. Охридските брейн генијалци нижат меѓународни успеси. Централен регистар во петок со продолжено работно време за поднесување на завршните сметки. Во петок почнува пионерската лига во шах. Како би изгледала златната ривиера на Трамп во појасот Газа? Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во четврток во централна и југоисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот полуостров. Локално во североисточните предели со повремени врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе преовладува стабилно и релативно топло време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во североисточните и источните предели ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура ќе достигне од 4 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во утринските часови по котлините ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови ќе има услови за повремени и слаби врнежи од дожд. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 0 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 14 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во петок умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и со дневна температура која што ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со засилени контроли, полицијата се обидува да ја подигне сообраќајната безбедност. Со зголемување на санкциите за возачите кои ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот, ќе се спречи и дивењето на улиците. Зголемениот број на сообраќајни несреќи со смртни последици го вклучи алармот во земјава. Со засилени полициски контроли ќе се подигнува сообраќајната безбедност. Фокусот во регионот е ставен на автопатот во изградба Охрид-Кичево, каде што има најголем број на сообраќајни несреќи со фатални последици. Но сообраќајците ги има на сите фреквентни сообраќајници и низ критичните делови во градот. Зголемен е бројот на жртвите, што само по себе значи дека полициските службеници интензивно треба да бидат на сите оние патни правци каде што се регистрирани најголем број на сообраќајни незгоди. Тука пред се мислам на автопатот во изградба Охрид-Кичево. Согледувајќи оваа ситуација, од почетокот на оваа година полициските службеници на овој патен потек, но и на другите пофреквентни сообраќајници ги интензивираа сообраќајните контроли, зголемен е бројот на сообраќајните пунктови и зачестени и засилени се акцијските контроли во патниот сообраќај. Тоа значи дека полициските службеници во различен временски период на овие патни потези се присутни и мерките се преземаат во однос на контрола на брзината на движење, управување под дејство на алкохол, користење на мобилни телефони во текот на управувањето на моторните возила. Најчеста причина за несреќите е непочитување на сообраќајната сигнализација или управување под дејство на алкохол, пребрзо возење, непрописно претекнување. Со зголемување на санкциите на возачите кои загрозуваат безбедноста во сообраќајот, ќе се спречи дивењето по улиците. Лицата возачи кои што се затекнати под дејство на алкохол се исклучени од сообраќај и поднесени им се соодветни пријави. И по други основи Савар Охрид има преземено соодветни казнени мерки. Паралелно со тоа се преземаат и превентивните мерки кои што всушност ги реализира одсекот за превенција при Савар Охрид, така да од почетокот на годинава досега регистрирани се околу 30 превентивни мерки во кои полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај на повеќе сообраќајни пунктови ги реализира своите превентивни активности, тоа значи дека се остваруваат контакти со полициските службеници, односно со возачите на моторни возила и низ непосредна комуникација се советуваат за превентивните мерки. Статистичките податоци покажуваат дека во текот на 2024 година случени се 280 сообраќајни несреќи со 5 жртви, додека во 2023 имало вкупно 300 сообраќајки со 2 жртви на подрачјето на Савар Охрид.
Централен регистар со продолжено работно време на последниот ден до кога врзниците треба да ги поднесат годишните сметки. Регионалната регистрациона канцеларија во Охрид на 28 февруари и петок ќе врши прием на годишни сметки за 2024 година од 8 до 20 часот, а во Струга од 8 до 16 часот. Микро и мали трговци кои нема да достават годишна сметка во хартиена форма до 28 февруари ќе имаат можност годишната сметка согласно Законот за трговски друштва да ја поднесат во електронска форма до 15 март 2025 година. Трговците поединци и самостојните вршители на дејност годишните сметки за 2024 година може да ги достават во хартиена форма до 15 март, сабота, во сите канцеларии на Централниот регистар во период од 8 до 16 часот, информираат од Централниот регистар на Македонија. Охридските гениалци од Brain on Brain програмата на Црвен крст Охрид продолжуваат да нижат успеси. На 13-тиот интернационален Brain on Brain надпревар, кој на онлайн платформа се одржа на 25 јануари, во конкуренција од над 23.000 учесници од 78 земји, учениците од Центарот за развивање животни вештини Brain on Brain Охрид освоија 6 златни и 13 сребрени медали. Уште еден голем меѓународен успех на охридските гениалци од Центарот за развивање животни вештини Brain on Brain при Црвен крст Охрид. 6 златни и 13 сребрени медали освоија на 13-тиот интернационален Brain on Brain надпревар кој на онлайн платформа се одржа на 25 јануари. Ние сме задоволни од успехот што го постигнаа нашите ученици во конкуренција од 23.128 надпреварувачи од 78 земји. Преварот во што се состои? Во 4-минутно решавање на задачи. Кој ќе реши најмногу и најточни задачи во време траење од 4 минути кога станува за надпреварите кои се организираат онлайн. Сите 19 ученици кои учествуваа на меѓународниот надпревар освоија медал во својата категорија. Велат дека се среќни од постигнатиот успех и дека до година ќе бидат уште подобри. Јас се викам Кирил Велјановски, си поминав многу убаво на надпреварот, освоив златен медал, решив 15 точни задачи. Јас сум Коста Ристевски, имам 10 години и решив 13, зашто ми беа многу лесни. Јас се викам Наум Балески, овај надпревар ми е втор. И лани учествував на надпреварот и добив сребрен тогаш. Среќен сум дека добив златен медал и така. До година пак ќе учествувам здрави ако имат и така. Спиридон Николовски. А јас решив 14 задачи и освоив медал. Јас сум Натаниот Тодоровски и јас не знам колку задачи решив и еден чекав да освоам медал. Година да освоам златен медал. Јас се викам Хрисан Глигаровски, решив 18 задачи и добив златен медал. Најмногу се радува мама, тата, баба и дедо. Јас се викам Иво Здравески. Освоив златен медал, решив 20 задачи, задоволен сум многу. Јас се викам Мила Петковска, прв пат учествувам, добив златен медал. Јас се викам Дарија Лотевска. Освоив сребрен медал. Се осеќам многу добро. Јас сум Петар Митров и на Brain on Brain надпреварот освоив сребрен медал. Овај ми е втор пат каде што учествувам и јас сум многу среќен тоа што го добив.
Програмата Brain Brain се состои од 10 нивоа. Во почетните има ментална аритметика, од 5-тото децата се стекнуваат со вештини за извршување на повеќе активности истовремено, односно во исто време можат да играат, да пеат и да решаваат задачи. Ја посетуваат деца на возраст од 4 до 14 години, а само најупорните ги комплетираат сите 10 нивоа. Бара вложување, но од друга страна, ако се вежба по 15 минути секојдневно, има резултат кај секое дете кое што ја посетува програмата. Децата се здобиваат со вештини од типот на меморија, концентрација, вербални вештини, брзина, точност, лидерски способности, се развива креативноста, самодовербата. Значи, вештини кои што нема да им користат само во оној момент кога ја посетуваат програмата, туку тоа се вештини кои што ќе ги користат во текот на целиот живот. Центарот за развивање животни вештини Brain Brain при Црвен крст Охрид активно работи 15 години. Во него досега поминале над 500 ученици и секоја година од секој надпревар се враќаат со грст трофеи и медали, што покажува дека Охридскиот БОП центар е еден од најуспешните и во државава и на меѓународно ниво. Овој успех се должи на посветеноста, вложениот труд и упорната работа на децата, на посветениот и професионален ангажман на тренерите и на поддршката од родителите, велат од Црвен крст Охрид. Во петок почнува Пионерската лига во шах Охрид 2025. Надпреварите ќе се одржуваат секој петок од 28 февруари до 28 март. Во петок 28 февруари започнува Пионерската лига во шах Охрид 2025, која ја организира шаховскиот клуб Ласкер во соработка со Сојузот на училишни спортови Охрид. На Пионерската лига учествуваат 6 екипи од училиштата Братство Единство, Григор Парличев, Свети Климент Охридски, Ванчо Николевски од Лесковец, Свети Наум Охридски од Пештани и Живко Чинго од Велгошти. Надпреварите ќе се одржуваат секој петок од 28 февруари до 28 март со почеток во 12 часот во основното училиште Братство Единство Охрид на улица 7 ноември. Пионерската лига ќе се игра екипно по бергер систем, секој со секого со темпо на игра 15 минути со 10 секунди додаток на секој потек, информираат организаторите. Пионерската лига Охрид 2025 се организира во согласно со годишната програма за работа на шаховскиот клуб Ласкер Охрид, финансирана од општина Охрид. Јавното предпријатие Водовод Охрид започна со изведба на нова водоводна линија на дел од улицата Вис во село Велгошти. Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите, се поставува цевковод од полиетенски материјал со профил фит 63 мм во должина од 155 метри, информираат од предпријатието. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!